Вака редом се реда, додека не дојдовме до Сефекманија да ги видиме, додека не ги видовме и насителне на Утринска. Уште едно дополнително измачување, а незиното ремен дело е ово. Додека таа уживаше во својот живот, нашиот живот овде поминува. Прво дозволете да ви изразам и сочувство и фала ви што во вие тешки моменти се одлучивте, иако не би требало да е така, да се обратите и на медиум и да ни раскажете за вашата голгота што ја живеете веќе 4-та година. Живееме во период каде што еве за жал ни се случи на 16 март таква страотна трагедија и сега сите гласно бараат правда. Бројат политички која жртва кога починала, додека луѓето како вас што сами се борат, нема кој да ги слушне, и затоа и се одлучивме ние да дојдеме да ни раскажете што точно се случи пред 4 години и зошто не повикавте. Најпрвен ви благодарам што го прифативте мојот повик и убаво рековте, жално е што на овој начин барам правда или сакам да ја најдам правдата за моето дете. Имено на 24 април 21 година, во сообраќајна несреќа, загина на лице место моето дете, кога жена на 32 години му го прекршува патот со првенство на минување. Тој се движи со мопед и починува на лице место. Нашата голгота ниту е завршена, ниту пак мислам дека никогаш ќе заврши, затоа што тагата и ништо во животов не може да го надомести. Ама единствено и последно ништо како родител, како мајка што можам да направам, барем правдата да ја најдам за него, за да може и тој во мир да почива, а и ние малку мир во душава да најдеме. За немилиот настан, тоа е момент, тоа е ден кој постојано секојдневно станувам со истата слика. Не сакам ни да помислам колку лошо заврши моето дете, но за жал тоа е вистината. И после овој сам настан, сторителот на ова дело, со нас никако не се обиде да стапи во контакт. Ниту пак јас кога со сопругот стигнавме на самата раскрсница, не ја забележав, ниту пак ја барав, затоа што моите очи беа вперени во моето дете кој лежеше мртво на патот. Ама помина доста извесен период и првата средба со неа што ја реализиравме беше на 10 март 11 месеци 2022 на првото судско рочиште. До тогаш никакво појавување, покајување, изразување на сочувства, апсолутно како да не направила ништо, а впрочем и на самите рочишта се изјасни како дека не чувствува вина. 4-5 месеци по настанов во Black Pearl, тогашен кафич кој го стои во самиот записник, особата која е виновникот за смртта на моето дете, собрани фамилиарно, прославуваат 100 годишен роден ден на незиниот дедо, а пред да влезе на самото место, морала да го прекорачи местото каде што лежеше мртвото тело на мојот далек. Истата вечер од познаници заеднички на Facebook, јас веќе во живо ја видов роденденската забава, каде што се играше ура, каде што се фрлаат пари на музика од страна на татко и се веселеа. Но пред овој настан, кој се случи на 12 јануари, ноември, девојката си објави фотографии од Дубај, од прошетки во Дубај, кои ги сочував и за тоа имам и докази. Месеци,
2,5 месеци помина, како ние ги слушавме, ги читавме на портали, му приредивме забава, се собравме околу 40 луѓе, ме го прославивме јубилеото, има 9 внуци, 16 правнуци, така натаму, една фамилиарна слика. Ева, господјето овда. На друга слика. На самата скриншот фотографија стои 19 ноември, прошетка во Дубај. Од истата прошетка уште една фотографија. Од друг портал уште еднашка се нагласува како 100-тиот роден ден го прослави во кафеано со зорливи тапани. Спорт и здравје, ева, уште една така објава. Вака редом се реда, додека не дојдовме до Севзекманија да ги видиме, додека не ги видовме и носителна на утринска. Уште едно дополнително измачување, а незиното ремен дело е ова. Додека таа уживаше во својот живот, нашиот живот овде поминува. На едно од рочиштата, 2 часа слушавме предавање од незиниот психолог, како и се нарушил социјалниот живот. Ова е спротивно кажува на тоа што незините лекари тврдат. Апсолутно, уште сме заплеткани во овој судски лавиринт. Премногу одложување на рочишта, минатата година се одржа само едно рочишта. Бескрупулозно се брани со тоа што му наметнуваат поголема брзина од дозволената. А како тече завршницата, јас си не очекувам ништо повеќе од нив, отколку да ми го обвина детето дека е моето криво, а не таа. Ќе појдам од оние факти од сегментот луѓето кои први се нашли на лице место на настанот, кои се воедни сведоци на судското рочиште. На 2 пати беа повикани, затоа што се направи прераспределба на суди, се смени судија, па одбраната го искористи тој момент за да се развлечка процесот, уште еднашка се повика истите сведоци да сведочат, каде што сведокот вели го поминувал патот, не слушнав кочење, само го слушнав ударот, а кога се завртав го видов како лета од моторот, како паднал на патот, на земја. Притисоците кои почна незината одбрана да ги прави уште од самиот записник, кога ние отидовме после месеци и пол два да го земеме, полицискиот службеник кој го изготвувал записникот ни кажа дека е појавен нивниот адвокат со притисоци да се направат измени, најверојатно како некому одговара. Што успел и колку успел уште од почетокот, тој најдобро се знае. Направени се релативно доста вештачења во целиот судски процес, каде што ниту едно досега, ниту од обвинителство, ајде нашите, ниту пак нивното вештачење, не се изоставува вината за причината и настанување на сообраќајната незгода, затоа што во неа се бара вина, наоѓаат, гледаат вина, затоа што не го пропушта мопедот, бидејќи иако се движи со првенство на минување, туку му го скршнува патот. Се до моментот додека не се испрати на супер вештачење случајот, каде што Кога се случува тоа? Кога е супер вештачењето? Супер вештачењето беше направено некој си, сега ќе ви кажам, декември. Во декември е направено. Лани, значи пред неколку месеци. После ова имавме едно рочиште каде што само се закажа да дојдат вештите лица на сослушување. На 13 март месецов имавме едно рочиште каде се појави еден од вештаците, останатите 2 дали оправдано или неоправдано не дојдоа. И чекаме народно рочиште ние на 1 април закажано. Кога стигна готово изготвено нивното супер вештачење, едно што се служат со коефициенти за товарно возило, дека како да возел, а не мопед, со цел да му се зголеми уште повеќе брзината, како што сакат да ја направат. Друго, на крајот, бидејќи пак ќе се надоврзам со претходните вештачења што сме ги направиле, вели поголеми пропусти во настанувањето на сообраќајната незгода и штетните последици што произлегле од истата има направено возачот на мопедот Априлија Алек Радуловиќ. Додека помали пропусти во настанувањето на сообраќајната незгода и штетните последици што произлегле од истата има направено возачот на Рено Клио. Повеќе од очигледно е како е дојдено до овие пресметки.
Со тоа што не случајно моите адвокати, а на нивното барање се надополни и обвинителството, каде што се бара изимање на супервештаците од причини што со докази факти обвинителката приложи дека овој еден од супервештаците, односно конкретно друштвото кое го прави супервештачењето, е во соработка со нивниот адвокат во претходни случаи кој работел за пари. Така да многу е јасно како е дојдено до овие мерки, како се ваделе максимум брзина да му се наметне, а на крајот и да го дефинираат на крајот своето мислење со ова супервештачење дека пропустот го има направено мојот син и тоа е причината меѓу кои во самото супервештачење доколку го пропуштал рено клиото иако пресекува пат со првенство на минување и возел со помала брзина ќе го одбегнал судирот. Значи апсолутно ова кој лаик да седне и да му ги покажеш скиците, многу е јасно како е дојдено до вакво мислење од супервештаци. Со оглед на тоа дека се приближуваме, јас барам се надевам при крајот, затоа што 4 години до 24 април се прават кога го изгубивме нашето дете. За да не искочи крајот, како што не сакам ни да замислам, зборувам од правен аспект, за да не се води некој по мислењата на овие така наречени супервештаци, навистина треба да се преиспита кој се има во држава лиценци за супервештак, за вештак и така натаму. Затоа побарав ова медиумски да оди и јавноста да се запознае дека ние како едни родители останавме сами во судскиот лавиринт и во целиот систем сами заглавени. Ниту во еден наврат не добивме ниту олеснување, за сожалување немаме ниту таква намера, ниту имаме потреба никој да не сожалува, затоа што додека можам, јас ќе стојам на нозе и ќе се борам да издействувам правда на Алек. Значи, вие немате никаква поддршка од државата, да речеме, од самиот почеток, од оној момент кога дознавате за смртта на вашето дете, кога кажавте онаа гледка што не можете да ја заборавите, не ви се јавиле никој, делува како системот и целата држава да ги остава за жал ваквите родители кои се во голема тага, кои не може да мислат во тој момент дали треба да се јават на адвокат, каде треба да одат, што треба да зборуваат, од кого да побараат совет. Ве побара ли некој? Апсолутно никој не побара. Кога стигнавме на местото на настанот, таму веќе беше дојдена овидна екипа, таму се мереше, премеруваше, во тој шок. Знам дека имаше луѓе од полиција, знам дека се појави обвинителство таму, ама јас пак ја кажам, моите очи не беа вперени во ниту еден таму друг што сум во телото на моето дете. После тоа, не помина ниту една недела од настанот, почна да не контактираат адвокати, веројатно, од билтените што ги добиваат од МВР, и буквално како на пазар да сме, да нудат своја помош, колку ќе бидат они бунтовни, дека ќе иззецуваме правда за детето и не знам што. Во најмала рака не бевме во тој момент насочени дека нас ни треба адвокат. Значи, ние не бевме ни излезени долго време од тој шок и не можевме да прифатиме реалноста што всушност сме изгубили, како го изгубивме. Едно момче здраво, право, излеза да се напија кафе со другарите, ние повеќе не го видовме. Затоа што едно туѓо невнимание, еве кај ми го однесе. Не, апсолутно немаме никаков контакт, значи од дењето по записникот. Не знам ни јас како отидов, верувајте ми, јас не знам како отидов. Од потребата да дознам едно здраво момче како ми загина. Маже направено, маж голем, 180 сантими, оформено здраво дете, гледано, чувано, како го снима во секундата. Од моментот кога во таа голгота јас на самото место 2 дена по погребот со сопругот одевме да бараме камери. Некој да ми каже како ми умре детето. За жал не најдов на таков одговор. А инаку целиот процес оставени сме сами го тираме. Од почетокот па еве до сега. Немам никаква поддршка од ниту една институција. И за жал на тоа место не е вашето дете единствено кое настрадало, колку што ми кажавте уште првиот пат кога се слушнавме. Така. Тоа е една раскрсница која има понесено доста жртви,
за жал неколку вакви фатални. И знаеме, и бидејќи сме, и јас сум од тој дел, од таа општина, и виновната од прилика од таа страна, не го поминува, претпоставувам сигурно тој пат ние треба сите да сме свесни дека на едно место каде што понело повеќе жртви треба да се вози внимателно, а не да се прават сега било какви обиди да се препише вината на моето дете, да му се наметнува поголема брзина, за да се извади од канџите на правдата. Единствено што барам, пак ќе кажам, правично судство, да се земе во предвид дека станува збор за дете, не за дедо, чија младост отиде, за едно семејство кое заедно со него замина, затоа што во животов ниту една радост нема да биде поголема од болката што ја носиме, додека сме живи. Тоа. Ви благодарам многу што ја споделивте вашата приказна. Сигурно секое ваше навраќање и зборување е многу тешко и за храброста што ја собравте како една мајка и се надевам дека ќе ја добиете правдата што ја заслужувате. И јас се надевам, иако овој период што ни престои, април месец, еве 4-та година е многу тежок период за нас. Училиштето во кое учеше веќе од првата година организира меморијален турнир во негово име. Голема чест ни прават. Јас како мајка многу ќе сакав да додам него да го гледам на превари. Другарите се собра, му направија графит во насилбава и за нив голема благодарност што кој да помине го знаат сите во насилбава. Ќе знаат дека никогаш овде растело едно умно, паметно дете. И благодарам.